Нови победи за ВМРО ДПМНЕ на локално и парламентарно ниво е целта која пред себе ја постави новиот координатор на ВМРО во Штип, Дејан Ивановски. Континуитетот на работата на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ на општина Штип ќе продолжи во исто темпо, но и во позабрзано темпо, бидејќи ни престојат следните парламентарни избори во април, каде што одиме на уште поубедлива победа. Ова меѓу другото Ивановски го кажа на заедничката пресконференција која ја одржа денес заедно со својот претходник Никола Мицевски. Ивановски кажа што планира, а Мицевски што досега направил. Успеавме да добиеме 3 изборни победи на 2013 на локалните избори и 2014 година на претседателските избори и парламентарните избори кои што се случија минатата година. Во овој период успеавме и да го добиеме новите простории на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, кои што се собственост на партијата. Тоа се едни од позначајните активности кои што се случуваа видливи за граѓаните на општина Штип. Официјалното примопредавање на функцијата се случи вчера на заедничка средба со членството. Со ова и со првото излегување во јавноста заврши протоколарниот дел од работата. Веќе од утре се закажани интензивни состаноци и средби со членството. Ивановски треба да го формира тимот на блиски соработници со кој во периодот што следи ќе треба да се подготвува за предвремените парламентарни избори. Се уште е непознато кои ќе бидат членови на новиот општински комитет, но се претпоставува дека составот ќе биде мешан, односно дека јадрото ќе го сочинуваат нови блиски луѓе до Ивановски, но место ќе има и за стари, проверени кадри. Во меѓувреме, нов координатор е избран и во Кочани. Таму на местото на досегашниот Иван Иванов, кој е избран за пратеник, е поставен лекарот Лазо Митев, инаку актуелен координатор на советничката група на ВМРО ДПМНЕ во Кочанскиот совет.